Коронките, мостовите, протезите се дел од животот на повозрастните генерации, односно протетиката е гранка од денталната медицина која се занимава со изработка на овие протези. Токму поради ова разговараме со доктор Гоце Ѓоргиевски, специјалист по стоматолошка протетика од стоматолошката поликлиника Ѓоргиевски. Така, добар ден. Добар ден. Докторе, од каде потребата за мобилни протетски надоместоци, односно протези кај пациентите, кога се ставаат и зошто се прават? Потребата за изработка на една мобилна парцијална или тотална протеза произлегува од самиот факт или од моментот на губењето на забите кај пациентот. Губењето и на еден заб е доволна индикација пациентот да се заангажира, да најде соодветно решение за да го надомести тој изгубен заб, додека пак губење на повеќе заби, без разлика во која регија, дали е во видливата регија или во страничната регија, која што не е толку видлива, се индикации за изработка на протези или мостови, зависно од потребата на пациентот. Какви видови на протези има и зашто служат? Протезите се класифицирани во повеќе класи, да речеме, различно од материјалот на изработка, од нивната форма, од бројот на забите, од нивниот распоред, меѓутоа, она што е најосновно е дека се делат на парцијални или тотални протези. Тоа подразбира дека парцијалните протези се оние протези кои што се изработуваат кај пациенти кои што имаат се уште преостанати одреден број на заби, претежно ги кажуваме повеќе од 6 заби се преостанати кај пациентот, се индикација за изработка на парцијална протеза, додека изгубени сите заби кај пациентот се индикација за изработка на тотална протеза или на друг начин да се реши тој проблем со помош на импланти. Кога велиме коронки и мостови, која е разликата помеѓу коронките и мостовите? Коронките и мостовите се естетскиот дел од санирање, односно поестетскиот дел во однос на санирањето на забавото кај пациентите. Разликата помеѓу коронките и мостовите е едноставна. Коронката се изработува на еден заб и представува на еден начин кажано капаче врз природниот заб, со која менуваме бојата на соодветниот заб, формата, големината и неговата положба и ориентација во устата. Додека мостовите најчесто се изработуваат кога фали најмалку еден, најмногу 4 заби во забниот ред, еден до друг последователно изгубени. Кога се ставаат, како се ставаат коронките кај пациентите? Тоа е вообичаеното прашање кога пациентот ќе влезе во стоматолошка. Така, значи изработката на коронките или на мостовите се одвива по строго одреден редослед, откако ќе се утврди индикација за изработка. Природниот заб кој што е постоечки во устата се струга за да добие една обратна конична форма, како би можела коронката да помине преку него, односно преку забот и да допре директно до непцето и на тој начин да го покрие целосно забот. Процедурата е едноставна. Ние во нашата ординација работиме во 99% од случаите со анестезија, како интервенцијата би била безболна, која што во нормални услови без анестезија е понекогаш и многу болна. Значи се става анестезија и се започнува со, стручно кажано, препарација на забот. Тоа значи брусење на забот од сите негови површини, кое брусење се спроведува со нашите познати машинки кои што многу убаво им звучат на пациентите под наводници, за да ја добиеме посакуваната форма на забот, при што се одземаат, зависно од местото на забот, од 1 до 1,5 или 2 мм, зависно од техниката на препарација која што ја користиме. Откако ќе се испрепарира или иструга забот, се зема отпечаток кој што се праќа во забна техника и од тука веќе работата е поврзана помеѓу стоматологот, пациентот и забната техника како би се усогласиле сите чекори на изработка на коронката или мостот, при што потребни се две проби. Едната проба, доколку се работи за класична метал-керамичка изработка, во народот позната како порцеланска коронка или мост, значи се пробува металната основа, откако ќе биде пробана металната основа и се е во ред се пече порцеланот на металната основа, се прави проба на порцеланскиот зад, кој што не е глазиран, што значи му недостига сјајот,
како би можеле во ординација на лице место со пациентот да утврдиме дали е добра бојата, дали ни се допаѓа формата, големината, положбата на забот, дали соодносот со соседните и со спротивните заби е добар, и откако сето тоа ќе го поминеме успешно, коронката се враќа на глазирање. Откако ќе се изглазира коронката, таа добива сјај, пошто коронката, мостот што и да сме изработиле, се враќа во устата на пациентот и се цементира со трајни цементи кои што обезбедуваат врската помеѓу коронката и природниот зап. Дали пациентите може да бидат сигурни дека тоа ќе биде еднаш за секогаш, дека го решиле проблемот со Интересно прашање со кое се судираме секојдневно во работата. Генерално не постои еднаш за секогаш. И природните заби никнуваат здрави и во текот на животот од разни причини се расипуваат. Што е многу важно? Одржувањето на добра хигиена и редовната посета кај стоматологот се од клучно значење за било која наша изработка да го има неопходниот век на траење. Во медицината генерално и во стоматологијата една процедура е успешна кога ќе поминат барем 5 години од интервенцијата. Значи тоа се смета за успех. Се што е над 5 години е плюс како за докторот, така и за пациентот, затоа што терапијата била правилно и успешно спроведена. Устата, освен покрај се останато, е многу непријателска средина за се што ќе направиме ние во устата. Ретко кој знае дека забите ни се 24 часа во функција. Тоа не е еден ден 24 сати, тоа е цел живот 24 сати функционираат. И тогаш кога спиеме, ние стискаме со забите, ги притискаме, да не збориме за силите кои се јавуваат во тек на жвакање, во говорот, во мирувањето, значи постојано се во функција. Освен тоа, средината во која нашите изработки стојат е влажна, постојано е влажна, подложна на бројни бактерии и микроорганизми кои што се нормално присутни во организмот. Така што нашата работа да обезбедиме еден нормален и долг период на трајност на нашите изработки не е нималку лесна, меѓутоа резултатите кои се постигнуваат се многу убави и даваат едно чувство на задоволство. Од какви материјали се изработуваат, кои вие ги препорачувате? На пазарот постојат неколку типа на материјали, има повеќе материјали, различни техники, оние кои што се застарени, да ги кажам, фасетираните коронки во народот уште ги нарекуваат и коскени заби, веќе не се изработуваат и од естетски и од хигиенски причини. Она што е тековно и најчесто што се изработува се метал-керамичките конструкции. Посовремените технологии подразбираат други материјали и методи. Она што е, да речеме, најубаво и актуелно во периодов или во годиниве кои што се поминати се безметалните изработки. Тие се работат на два различни начини во основа. Едниот е на циркониум, другиот е прес керамика, значи суштинска разлика има помеѓу едното и другото. Она што дава безпрекорна естетика во устата се прес керамичките изработки. IPS Emax е една од познатите фирми кои што го произведуваат порцеланот за оваа изработка. И последниве неколку години, јас не би знаел да го кажам точниот превод на терминот од англиски на македонски, меѓутоа лушпи порцелански кои што се со дебелина од 0,1 до 0,3 мм, кои што служат за корекција естетска пред се на бојата, формата и поставеноста на забот. На англиски тоа би било lumineers, што е врв, да речеме, во естетската стоматологија. Меѓутоа се си има предности и недостатоци. Вашата поликлиника постои веќе 20 години, имате традиција во работата. Кои се вашите предизвици? Еден од поголемите предизвици е да го видиме пациентот насмеан и среќен кога ќе напушти нашата ординација. Задоволството на пациентот е немерливо кога ќе го видиме ние насмеан, среќен, расположен од резултатот кој што е постигнат. Е вистински благодет за стоматологот и за терапевтот кој што е извршил интервенцијата
И во тој правец ние си постојано се трудиме да се движиме и да се доближиме до жилбите и барањата на пациентите. Тоа е нашата цел, среќни, задоволни и насмејани пациенти. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и јас на вас.